Светскиот ден на фармацевтите, тоа е следната тема. Професор доктор Ѓоше Стефков е гостин, продекан за наука и меѓународна соработка при фармацевскиот факултет при Универзитетот УКИМ во Скопје. Ќе му посакаме добро утро на професорот, да, и ќе го прашаме зошто се празнува денешниот ден. Благодарам за поканата. Ова е за нас многу значаен ден. Се празнува не одамна, 15 на години. Имено во 2009 година е прогласен, но определен е точно овој ден од причина бидејќи Светската организација на фармацевтите, Федерација, во 1912 година е формирана и од тогаш таа функционира повеќе од 110 години. Таа има една задача да ја афирмира фармацијата и да ги афирмира фармацевтите на глобално ниво. Токму од овие причини во 2009 година е прогласен овој ден, за да на овој ден се подсетиме на фармацевтите и да почнеме со една поголема афирмација за нивната улога во здравствениот систем. За нас фармацевтите представуваат многу во секојдневното функционирање. Тие се личностите кои што ни го даваат вистинскиот лек во вистинската доза, така онака како што нам на пациентите ни е припишан. Но што за фармацевскиот факултет значи одбележување на ваков ден? Видете, за нас овој ден е многу важен, бидејќи ние сме посветени на едуцирање и образување на идните фармацевти, кои што треба да се соочат со предизвиците на фармацевската пракса. Иднината си носи своји предизвици и токму поради тоа ние цело време одиме во тек со овие нови трендови и се обидуваме да ги следиме. Фармацевтите од она што го знаеме порано, а тоа беше една спрега во последниот чекор кој што ги издава, нели, секогаш кој ќе речеме фармацевти, имаме представа дека станува збор за аптекари кои што ги издаваат, нели, лековите до пациентите. Но се повеќе таа парадигма се менува и на денешно време не само е издавање на лековите. Фармацевтите, аптекарите во аптекарската практика се имаат грижа, покажуваат грижа кон пациентите, понатаму ги советуваат пациентите, управуваат со хроничните терапии и тоа само кога ќе кажеме за фармацевтите кои што работат во аптека. Ние, кога ги едуцираме идните фармацевти, се разбира, размислуваме на потребите на нашето општество, каде би тие требало да бидат вклучени, бидејќи не е само аптекарската практика каде што се вклучуваат, тука е индустријската фармација, тука се клиничките, болничките фармацевти, тука е регулатива и легислатива, така да навистина се разновидни активностите кои што ги обавуваат и токму така и ја оформуваме наставната програма. Со оглед на тоа дека вие ги едуцирате, ги подготвувате идните фармацевти како да одговорат на секојдневниот предизвик. Добро, како треба да постапи фармацевтот? Реално е голема одговорност да се даде соодветната терапија. Во некој случај треба и соодветна замена, така, но и како веројатно и ги подготвувате за секојдневниот предизвик, што реално може и се случува, како да останат доследни, професионални на професијата, да одолеат на искушението во моменти кога посекако им се бара терапија, а тоа доктор не го препишал и секако од некој граѓанин им се бара да даде терапија. Од било како вид. Видете. Едукацијата која што ја спроведуваме кај нас на факултет е далеку од она што се има представа дека имаме предавање, имаме вежби, и тоа голем број на вежби, но тука се и другите форми кои што се многу значајни за фармацевтите. Значи, обуката на фармацевтите за однос кон пациентите, не само оние пациенти во аптека, туку воопшто односот, затоа што станува збор нели за клинички, болнички фармацевти, е многу важен. И тој однос навистина треба да биде изграден. Многу често во последно време и е советувањето на пациентите. Значи, услугите кои што ги даваат фармацевтите не секогаш, скоро никогаш не треба да бидат сватени само на издавање на лекот.
Позади тоа издавање на лекот стои еден сет на проверки кои што еден фармацевт мора да ги направи пред да го издаде. Знаеме кога станува збор многу често за повозрасни пациенти или хронично болни, тие имаат кај нас е многу популарно полипрагмазија, голем број на препарати се даваат медикаменти. Фармацевтот мора да ги размисли, да види дали има интеракции помеѓу тие лекови, но исто така не станува збор само за интеракции и компатибилноста помеѓу медикаментите и лековите, туку и помеѓу лековите и различните додатоци на исхраната, кои што во последно време се и тоа како популарни и суплементите, да, многу, но исто така и начинот на исхраната која што ја применува пациентот. Се што влегува веројатно во доменот на лекување. Да, и во секојдневниот живот, бидејќи тоа е еден интегрален дел од живењето и тоа мора во низ тој разговор кој што го прави фармацевтот или аптекарот, ако зборуваме сега, треба да ги осознае, поставува прашања, го советува пациентот како да ја зема правилно терапијата и нели прави проценка. Што значи тоа добар фармацевт според вас? Кога за некој велиме, тоа е добар фармацевт. Што значи тоа? Знае да ја даде соодветната терапија или во моменти она што ве пражав или во моменти кога треба да се најде замена, соодветната замена? Видете, кога ќе кажеме добар фармацевт, повторно ќе кажам дека фармацевтот треба да разговара, треба да го сослуша пациентот, треба да ги постави вистинските прашања, треба да постави емпатија, треба да постапи со емпатија кон пациентот, да ги сослуша нели неговите здравствени проблеми. Многу често тоа е многу повеќе од неговите здравствени проблеми. И исто така треба да постави прашања со кои што ќе дознае дали на правилен начин ја зема и во правилни интервали неговата терапија и каков е неговиот всушност и начин на живот, она што може да ја ефектира неговата здравствена состојба. Секогаш емпатијата е многу важен момент и многу посветуваме внимание нели на советувањето на пациентите, а како што реков и претходно, има пациенти кои што имаат хронични терапии, имаме голем број на медикаменти и секогаш кога станува збор за такви пациенти треба особено внимание и особено кога се менува терапијата. Во некои земји има матични фармацевти, матични аптекари и тоа е доста интересен каде што ги познаваат. И кај нас повеќе или помалку практика е да се оди во пределени аптеки кога станува збор, така да кај познат фармацевт. Да, кај познат фармацевт. И тоа е нели нормална работа. Она што е важно да се истакне на овој ден дека фармацевтите се иако последната инстанца помеѓу нели пациентите и земањето на терапијата, фармацевтите се и воедно најдостапните здравствени работници. На глобално ниво има повеќе од 4 милиони, ама за да стигнете во разговор со фармацевт, за разлика, например, со лекар или со стоматолог, каде што треба да се закаже, овде едноставно можете да влезете во аптека и да отпочнете разговор. Што е и на сметката ќе ви биде пишано сакате терапија со консултација и видете бесплатни се тие консултации што е несекојдневно, особено за денешното време. Па несекојдневно за кај нас. Инаку ова грижа кон пациентите и советување во пациентите во најголем дел од земјите се напфаќа. Значи, се напфаќа, еве, например, да кажеме во Канада, секој едно влегување на пациент е плюс $10 заради токму таа грижа и советување на пациентот, услугата фармацевската, аптекарската. Доаѓаме до моментот, извини Јована, само во контекст, зборувавме за одолевање на искушенијата и предизвиците, меѓутоа одолевање на злоупотребата. Фармацевтот ја познава хемијата, фармацевтот ги познава супстанците, фармацевтот може да влијае на терапијата. Колку и како се обидувате да го спречите тоа, бидејќи секој дел од животот има темна и светла страна? Видете,
советувањето. Или секојдневната пракса си го челичи фармацевтот. Видете. Народски. Фармацевтите многу добро ја знаат својата професија и професионално се однесуваат, истакнувајќи ги и позитивните и негативните страни, особено несаканите ефекти кои што би можеле. Но тоа е вон доменот на злоупотребата. Злоупотребата на различните медикаменти навистина може да влезе, значи ние освен што издаваме препарати во аптека, ние многу нормално се грижиме и за јавното здравје. Во тие кампањи за унапредување на јавното здравје многу често зборуваме за правилно користење на лековите, многу често зборуваме за какви можат да биде несаканите ефекти, но исто така многу често зборуваме и за злоупотребата, и исто така зборуваме и како правилно треба да бидат исфрлени поточно старите лекови кои што им поминува рокот. Така да во тој сегмент многу активно сме вклучени во подобрувањето на јавното здравје. И тоа е тој сегмент. Инаку кога станува збор за злоупотреба, тоа знаете дека тоа е сосема друг сегмент со кој што се занимаваат други институции. Да го закружиме разговорот, доколку може неколку пати споменувате едукација. Добро, фармацијата е многу динамична, многу брзо се развива. Дали се следат глобалните текови и може ли да се спореди фармацевската едукација кај нас со она во Европа? Да, навистина многу брзо се оди напред и тоа ние сме всушност и лидери и на нашиот универзитет кога станува збор за воведување на различни новини. Во 2007 година бевме можеби првите кои што го воведовме Европскиот кредит трансфер систем преку еден значаен проект со кој што ја модулиравме нашата наставна програма да биде многу слична кон европските. Сега повторно имаме еден нов Еразмус проект на кој што работиме за поголема интернационализација и хармонизација на нашата програма. Имено, освен регуларната едукација, многу е важно кај нас практиканството, стажанството. Исто така, тоа е тоа што неколку пати го спомнуваме во прашањата, праксата си го прави своето. Има ли заинтересираност? Има голема заинтересираност и она што е важно дека наша тенденција да направиме хармонизација на нашата програма со европските, но никако да не заборавиме кои се потребите на нашето општество, за каков тип на фармацевти ние едуцираме. Тоа е еден сегмент. Вториот сегмент е интернационализацијата. Ова практиканство и стажанство за кој што зборувам, особено преку Еразмус програмите, е препорачано и треба барем еден семестар фармацевтот кој додека студира да отиде на некој странски универзитет. Исто така, таа размена е многу популарна во Европа. Но компатибилноста на предметите и содржините по различни семестри е клучна, бидејќи тој семестар наместо да го слуша тука, треба да го слуша на некој друг универзитет. И токму поради тоа сакаме да направиме усогласување со предметите и програмите да тоа биде возможно. И тоа не само за студентите, туку и за наставниот кадар и соработничкиот кадар, каде што е тоа многу важно, таа размена. Па кој треба да ги едуцира студентите, кој треба да го пренесе знаењето. Благодариме. Благодариме за гостувањето, ќе останеме на темата. Неколку пати со вас споменавме дека секој од дека секој од нас си има свој фармацевт, си има аптека во која што најчесто, можеби во близина на местото на живење, најчесто оди и купува се што му е потребно. Па ќе запрашаме и колешката Симона Илиевска ќе разговара со член на Сдруженијето на приватни аптеки, ќе запрашаме како изгледа и што всушност е најголемиот предизвик на професијата. Симона, продолжуваш на оваа тема, вниманието е кај тебе, повели.
Благодарам, Јована. Секако продолжуваме на темата. Денеска се одбележува Светскиот ден на фармацевтите, така што со ова линковско вклучување ќе дознаеме како е сето тоа во пракса, кои се предизвиците на професијата, меѓутоа и што е она што треба да се потенцира, особено на ден кога се одбележува самата професија и на што треба да се посвети внимание. За сето тоа ќе разговарам со Билјана Божиновска, магистар по фармација и член на Сдруженијето на приватни аптеки во Македонија, така што пред се ќе ви се заблагодарам што издвоивте време утрово и што ќе разговараме на една важна тема. Така, благодарам за поканата и чест ми е на овој голем ден за фармацевтите, да го честитам Светскиот ден на фармацевтите, заради тоа што фармацевт да си, значи една многу горда и убава позиција, затоа што професија во која што можеме да помогнеме на пациентите, да обезбедиме потребен лек, да направиме правилен менеджмент на терапијата, дозирање, нешто што дефинитивно е во вокацијата на секој фармацевт аптекар. Меѓутоа, фармацијата не значи само фармацевт аптекар, тука се нашите колеги, значи болничките фармацевти, фармацевтите кои што се во производството, фармацевтите кои што работат на регулативата и верувајте, фармацијата е професија која што треба да се работи со полно срце и љубов, затоа што само така може да се види правата позиција што значи да си фармацевт. Предпоставувам дека предизвиците се огромни на секојдневно ниво, меѓутоа и еве кога имаме денови како денешниот кои што одбележуваат нешто многу битно, на што треба најмногу да се посвети внимание? Предпоставувам дека тука спаѓа и подигнување на јавната свест и кај фармацевтите, меѓутоа и поголем дел од граѓаните кои што секојдневно доаѓаат во аптеките и бараат ваша помош. Така е, фармацевтите се примерни здравствени работници. Во секој случај имаме позиција која што како први и последни на некој начин здравствени работници се оние каде што пациентите кога има здравствен проблем најнапред се обраќаат токму кај нас и позицијата на фармацевтот е да ја препознае симптоматологијата, да даде правилна препорака, меѓутоа и понатамошни насоки за правилно дијагностицирање. Затоа што третманот на било кое заболување е токму преку правилната дијагноза и правилниот третман. Секако посеб целата онаа голгота на пациентите по здравствениот систем, посетата на матичниот специјалистот, повторно пациентите се враќаат во аптеките и тука е позицијата на фармацевтот да го обезбеди лекот, соодветно да го доцира и да ги даде правилните препораки. Затоа велиме дека фармацевтите се најдостапни здравствени работници и во идеална позиција за правилен менеджмент на самиот третман на болеста. Заради тоа сметам дека сите ние како здравствени работници, фармацевти мораме максимално да работиме на нашето континуирана едукација, усовршување, едноставно да ја подигнеме позицијата на самата фармација, бидејќи на некој начин ние сме ликот на фармацијата во оваа држава. Според сите ова што ни го кажувате, предпоставувам дека е исклучително тешка на моменти професија, меѓутоа секако предизвиците се дел од вашата работа и ги прифаќате, па според тоа колку има кадар, дали има доволно кадар за фармацевти, колку луѓе сакаат всушност да имаат вакви предизвици на секојдневно ниво, а сепак да останат во својата професија со една голема доза љубов, како што споменавте и вие. Така, предизвици има големи, пред се квантитетот и бројот на аптеките кои што се отворија во последните години, значи мрежата веќе на неколку пати се отвори, така да за 1.800.000 жители ние имаме некаде приближно околу 1000 аптеки, што е прилично голем број, а на некој начин немаме доволно кадар за да можеме да дадеме квалитетни услуги. Секогаш велиме кога имаме квантитет, понекогаш го губиме и квалитетот. Меѓутоа сметам дека континуираната едукација и усовршување и заедничкото делување на фармацевтите со матичните лекари и со специјалистите едноставно ќе даде поголема мог за правилна фармацевтска грижа која што и треба да е фокус на секој фармацевт. Кадар дефинитивно како и во сите професии ние се соочуваме со потешкоти за кадар, меѓутоа сметам дека младите ќе ги мотивираме, ќе ги охрабриме да повеќе се запишуваат на факултетите по фармација, токму ние кои што во практика го работиме нештото, доколку ми ја пренесеме целата на љубов и предизвици со кои што самите тие ќе се соочат во текот на својата работа. Затоа секогаш велам да се биде фармацевт, значи ова работа и професија да се работи со полно срце и љубов. Токму тоа беше и моето следно прашање во однос на младите генерации и колку е голем нивниот интерес за професијата фармацевт.
Мислам дека сепак интересот постои, може би некако порано, меѓутоа она кое што треба може би во иднина да се направи малку поголема вклученост на самите фармацевти, без разлика на која позиција се, дали се фармацевти во аптеки, во болници или работат во делот на производство, во самиот образовен циклус, затоа што на некој начин оние кои што си ја сакаат професијата, може би ќе овозможат дел, нели, од тој кадар кој што веќе се запишува, едноставно да ја одбере правата насока во која што понатаму би сакал професионално да се усовршува. Затоа што нашиот факултет, значи, е факултет каде што се спремаат студентите за различни работни позиции во делот на фармацијата и многу често кога ќе се заврши фармацевскиот факултет, младите не знаат каде точно да се определат и која е реално онаа позиција која што нив би ги исполнило со енергија и би им дал дополнителен мотив да дадат максимум од себе за оваа професија. Така да може би тоа е еден дел и можност да младите уште во текот на студиите се запознаат што значи фармацијата во аптека, што значи фармацијата како болнички фармацевт, што е она во делот на производството, така да верувам дека во тој случај младите полесно ќе одлучат каде се гледаат во оваа професија. Пред да го заокружиме разговорот, сакам да ве прашам во однос на проширувањето на позитивната листа, нешто што откако нели се случи проширувањето, повторно фармацевтите беа во првите борбени редови во објаснувањето со клиентите кои што доаѓаат тука, па во моментов дали по одреден период од проширувањето на позитивната листа ги има лековите во поголемиот дел од аптеките и дали веќе почна да функционира системот за пациентите да може да ги обезбедат нивните лекови. Секако, нели, поздрав до проширувањето, веќе имаме 9 нови генерики, поточно 87 лекови, веќе се истите достапни во аптеките, она кое што може би матичните ќе се соочат малку во делот на преписот, затоа што за дел од нив има потреба од специјалистички препораки, па не секој од пациент го има специјалистичкиот извештај. Меѓутоа, само би нели ја поздравили иницијативата и би рекла дека се наоѓаме сепак на почеток, затоа што Комисијата за проширување на позитивна листа има уште многу работа, имаме голем број лекови, поготово оние комбинираните лекови кои што овозможуваат полесна и поедноставна нели апликација и примена од страна на пациентите, се нешто што треба да ни биде фокус, заради тоа што тие се уште пациентите приватно си ги купуваат во аптеките. Секако кога велиме трошок, ние јас почесто сакам да кажам тоа е инвестиција во здравјето, затоа што доколку се одвои малку поголем дел од фондовскиот буџет за лекови кои што се нели во најновите упатства за третирање кај пациентите, ќе овозможиме нели поефикасна терапија, на тој начин помалку болнички хоспитализации, што сепак на крајот го штеди нели државниот буџет, а секако и семејниот на пациентите. Лиљана, ви благодарам многу за сите одговори денеска во Македонија наутро. Ви постакувам секогаш да го славите вака со љубов празникот, односно вашиот ден, денот на фармацевтите, и благодарам уште еднаш. Благодарам за поканата и јас секогаш ќе кажам оној што си ја сака фармацијата, секој ден е светски ден на фармацевтите. Ви благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Билјана Божиновска, магистар по фармација и член на Сдруженијето на приватни аптеки во Македонија. Така што по повод светскиот ден на фармацевтите имавме одличен разговор и за предизвиците на професијата, за интересот на младите, а и секако информација која што веројатно ги интересира гледачите, а тоа е за позитивната листа и достапноста на лековите.